почитувани гости, родители, партнерски организации, сработници и медиуми. Добре дојдовте на пресконференцијата, која што е наменета за споделување на наудите на годишниот извештај на Ало Бушевко за 2023 година. Денешната конференција има за цел не само да ги сподели наудите од годишниот извештај, туку и да се осврнеме на некои конкретни состојби кои што ја одбележа 2023 година во однос на правата на децата во Македонија. Пред да го давам зборот на Драги Змијанац, председателот и основачот на Медијачи, би сакала да споделам некои поведни информации од самиот извештај. 2023 година беше година значајна за тимот, затоа што Ало Бушевко го одбележи своето 30 годишно постоење во однос на подржување, насочување и лобирање на децата и младите во Македонија. И покрај тоа што бројот на деца кои што не контактира во 2022 година, поредбено со минатите 3 години, бројот е зголемен, значително. Тоа значи дека имаме големен број на деца и млади кои што директно се обраќаат на Ало Бушевко телефонот за деца и млади. Во текот на 2023 година добиени се 307 дојави, со кои што дополнително сме оствариле 619 разговори. Вкупниот број на деца е 379, од кои 117 се машки, 107 се женски деца и за 155 деца не ни е познат повод. Сите комуникацијски канали со кои што располага Ало Бушевко беа искористени за дојави, меѓутоа најголем број од дојавите се добиени преку мобилниот телефон, вкупно 227. Најголемиот број на деца живеат во урбана средина, односно 197 деца. Во однос на етничката припадност, 230 од вкупниот број на деца се македонци, 33 албанци и 14 роми. Во однос на возраста, најзачестена група на деца се од 13 до 15 години, потоа на второ место 10 до 12 години и на трето место 7 до 9 години. Она што би сакала дополнително да го споделам е дека тимот на Ало Бушевко понатаму и во 2023 година продолжи со 24 часовна поддршка 7 дена во неделата за децата и младите, така да ова представува значајно, затоа што од 2021 година ние постојано сме достапни за децата и младите и не само за нив, туку и за нивните родители, старатели и други дојавувачи. Сега би сакала зборот да го предадам на Драги Змијанац, кој што ќе ни даде осврт во однос на тоа кои се најзачестените причини за дојава за 2023 година. Само ќе почекате малку микрофони. Или местата ако може да ги сведите, уште помогува. Не, ака ќе направиме ќе го движиме. Фала. Канал 5 се баш. Канал 5. Добро, меѓу најгледаните телевизии, Канал 5 си бил Алфа, Телма, Сидел 20, Ти благодарам, Клеја. Оно што загрижува е повторпат оваа година најголем процент на дојави се деца и младинци кои имаат проблем со менталното здравје. И оно што загрижува, тоа е од 13 до 15 години. А уште повеќе е сериозен индикаторот дека минатата година во краток период од 2 месеци си има 10 дојавувачи јавено за суицидност, односно самоубиствени помисли. И нас ни беше голем предизвик како да постапиме, што да правиме. Нашите СС оператори работат 24/7, и ние сме единствена дежурна линија која работи 24/7. Стапиме во контакт со Комора на психолози, надевајќи се дека ќе дојдеме до некаков тип на документ, протокол кој ќе го регулира тоа, но свативме дека за овој сериозен потпат неопходно ни се институциите. Особено ако знаеме дека 200 дена во годината или 6 до 8 часа децата се во училиште, стручните служби треба да имаат сознание како да постапат. Исто како нашите волонтери што имаат сериозен предизвик, така и стручните служби. Сметаме дека Министерството за здравство и Министерството за образование и наука конечно треба сериозно да сватат пораката и апелот од првата детска амбасада Седот Мегеши и Ало Бушевко, кој работи 30 години и е 24/7 достапен, да се впрегнат со наша поддршка и со поддршка од Комората на психолози да направат протокол, упатство, прирачник
насока како да стручните служби, наставниците, воспитувачите во градинките и секаде каде што децата престојуваат, учат, да соодветно постапат, за да не се случи да се одземе детски живот по грижа на негрижа на институции. Уште еднаш капатам апел, сериозно да се земат предвид, затоа што менталното здравје е нарушено веќе неколку години наназад како појава во нашите извештаи, а ова со суицидните идеи, односно појавата за да се детето доведе до таа ситуација да си го земе живот е многу сериозно. Многу сериозно нас не загрижува и се надевам дека нашиот апел ќе стигне на вистинска адреса до Министерството за здравство. Благодарам. Јас ќе продолжам, јас сум Јорданка Черкалова Трајковска. Јорданка Черкалова Трајковска, нашиот психолог, долгогодишна соработник. Да, и останувам соработник, поддржувачи во себе го носам меѓаши, она што го работи меѓаши. И всушност почнав и како од Ало Бушав по телефонот на кога почнав во меѓаши. И во оваа прилика се договоривме да обрнеме внимание на една тема за која што за жал не само кај нас, секаде во светот е табу тема, има голема стигма околу неа, а напротив треба многу да се зборува затоа што тоа е една од начините на превенција, тоа е самоубиството. За жал, суицидалните мисли беа дел и, како што кажа и Клеа, беа дел од дојавите од минатата година. Значи, те се дојави во само 2 месеци, стварно навистина не се малку, и една да е, не треба да се занемари. Тоа значи дека за тие 10 стојат кој знае уште колку повеќе кои што не се јавиле. Она што под наводници ме радува е што младите луѓе се охрабрили, се обратиле да побараат помош во тој процес на помислување на одземање на живот. Самоубиството или обидите за самоубиство или суицидалните мисли или самоубиствените мисли треба да ги тие се и треба да ги сватиме, да ги препознаеме како проблем на јавното здравје, кој што има реперкусии и врз индивидуата, и врз неговото семејство, и врз потеснати по широката земјица, врз целото општество. За жал, глобално, многу малку и многу ретко земји го ставаат меѓу приоритетите на јавното здравје, многу малку имаат стратегии земји во кои што се предвидува како да се постапува, а е многу сложен проблем. Драги ги спомна Министерството за образование и Министерството на здравство, меѓутоа секој од нас може да помогне во спречување, препознавање на таквите обиди, мисли, не дај Боже, сторена конечни решенија. Адолесценцијата, пубертетот, тинеџерството баш се совпаѓаат со најчестата возраст за која што се јавиле со менталното здравје како еден од причините, проблемите за ментално здравје и самоубиството. Тоа е период во кој што сите знаеме, сите сме поминале бурен период во смисла на различни промени и физиолошки, и хормонални, и во развивање на свеста, време на големи сомневања, на преиспитување себе си, тогаш кога многу ни значи социјалната поддршка, дали сме сакани, дали сме прифатени, дали некому сме му товар или сме разочарување. И неретко тие прашања се голем товар, особено за млад човек, толку голем што не гледа друг излез и посегнува по трајно решение за нешто што е всушност попривремен проблем. Како секој проблем постои, меѓутоа може се создава и се решава. Меѓу ризик факторите, прво, општеството глобално во кое што живееме не е
не ни е најдоброто време за живење. Се случуваат војни, премногу брзо се шират неубавите вести и глобално, и регионално, и локално. И на сето тоа се изложени младите деца, кои што се во развој, кои што и онака се соочуваат со секакви притисоци. При тоа, срамота е да кажеш дека имаш такви мисли, срамота е да кажеш дека си во депресија. Депресијата е еден од факторите за ризик, затоа што го прави светот да го гледаш низ некој филтер на тага и дека ништо не е решливо, дека никогаш нема да биде добро. Оно што е важно е сите од нас, без разлика во која улога сме, без разлика дали е станува збор за мој другар, за роднина, за во улога на родител, професионалец и така натаму, да препознаваме, да сме свесни какви се можните, кои се предупредувачките знаци дека некој може да е во депресија или да покажува некакви знаци дека размислува за самоубиство. Меѓу останатите е многу честото споменување дека сака да се убие, дека сака да даде работи кои што му значат, се повлекува во себе од пријатели, од роднини, прави промени во собственото однесување и во исхраната, и во спиењето, и во дружењето, да не ги прави работите што ги сака и така натаму. Многу е битно да се разговара отворено, затоа што мит е дека ако зборуваме за самоубиството ќе поттикнеме самоубиство. Напротив, така ја кршиме стигмата и табуто, треба да се зборува. Можеби не сите сакаат да престанат да живеат, само моментално може да им се чини тоа како единствено решение. Низ разговорот, всушност, му помагаме да ги види и другите можни начини како тоа да се реши. Оно што во овие 10 разговори го направиле Клеа и волонтерите на SOS телефонот и токму тоа разговор, верувам дека во просек еден разговор трае од 45 до 1 час, затоа што треба тука да сме да го изслушаме, да ги разгледаме сите опции, да му се посвети време, треба да осети секој кој што е во таква состојба дека некој се грижи за него или за неа, дека некој му мисли се најдобро, дека да му помогне да ги види и другите опции. Така што велам пак, не ме радува, туку е добро е што се охрабруваат да разговараат. И добро е што меѓу волонтерите на SOS телефонот има многу млади, затоа што тоа дава порака дека некој сличен на мене од другата страна со кој што можам да поразговарам. Без разлика што може имаме и средношколци, иако можеби не се вклучени во разговорите, меѓутоа со сите останати активности кои што се спомнати во извештајот како позитивната страна и позитивните активности на службата, придонесуваат за поголема отвореност на младите, за да можат да пристапат што и целта на постоење. Така што јас во таа насока ќе ги дадам збор на Јана Николовска, наша волонтерка веќе 2 години, средношколка од Орце Николов, за да ни каже нејзини искуства. Били показ. Едниот од цитот на мора. Да се закаже. Здраво на сите, благодарам на Јоци за прекрасното представување. Јас сум Јана Николовска, средношколец во Орце Николов и почестана што сум денеска тука да го нагласам волонтерскиот акцент на Ало Бушевко и сите останати активности спроведени од тимот на Ало Бушевко на страна комуникацијските канали. Како во моето досегашно искуство како волонтер овие 2 години, можам да истакнам како најдрага активност која што имавме спроведено, посетата на дневниот центар за деца на улица, Чуто Ризари, по повод 12 април, меѓународен ден за децата на улица.
што од таа посета сметам дека недоволната актуелност на темата за децата на улица во нашата држава и во нашиот град е многу поголема болка за мене, а и за сите волонтери предпоставувам и за останатите од тимот на Меѓаши. Благодарна сум што тимот на Меѓаши заедно со партнерската организација СИЕЦ има можност да го посетат овој центар, раководен од Сдруженијето за заштита на правата на децата. Мило ми е што во оваа кратка посета, која што траеше само неколку часа, имавме можност да се запознаеме со секој од децата што беше присутно во центарот, да ги запознаеме нивните интереси. Видовме дека има многу таленти за фудбал, видовме дека има многу лингвисти, луѓе кои што сакаат да изучуваат нови јазици. И навистина позитивно ме изненади моментот кога видов колку овие деца имаат капацитет и потенцијал и колку голем број од нив успел да најде поддршка и помош за да се развие себе си во областа во која што се интересира. Јас запознав деца кои што без разлика на средината во која што живеат, зборуваат англиски многу подобро од некои кои што можеби ги имаат тие ресурси многу подостапни. Но од друга страна пак имаше и деца кои што досега не им била понудена таа поддршка и помош за да се развијат себе си во област која што ги интересира, без разлика дали тоа било недостатокот на ресурси на град Скопје, на дневниот центар. И ова всушност не инспирира да организираме повеќе дружби со кои што ние како Ало Бушев, како Меѓаши, сакавме да поттикнеме поголема дружба помеѓу децата, поголемо запознавање со секојдневните активности на едно дете кое што ги има сите ресурси кои што му се потребни достапно. И по ова следа 3 прекрасни дружби, односно работилници, каде што децата има можност да посетат Магионичар, да го посетат нашиот планетариум во Македонскиот културен центар, да го посетат зоолошката градина на нашиот град Скопје. И навистина мислам дека успеавме да поттикнеме многу позитивни импресии и се надевам дека во иднина и други граѓански организации, не само Меѓаши, ќе имаат можност да направат нешто за овие деца и да им помогнат тие да се развијат, поради тоа што стварно капацитетот кој што таму го забележавме беше извонреден. Понатаму би сакала да истакнам актуелната кампања за промоција на детските права на Ало Бушевко и на Ало Бушевко телефонот, кој што беше спроведувано во основни во средни училишта и во институцијата на самото училиште, а и во институцијата на Меѓаши, каде што имавме можност на многу деца да ги представиме и да ги запознаеме со нивните детски права и ме радува колку беше голема заинтересираност на овие деца да ги научат нивните детски права и разбравме дека доволно актуелна темата на познавање на детските права до степен каде што често кога нивните родители ќе пробаат да прочитаат нивниот дневник, кажат не, тоа е мој право на безбедност. И многу ме радува што гледам дека имаме деца кои што си ги познаваат нивните права и со ова успеавме да направиме една анализа на да го најдеме одговор на прашањето всушност колку во нашата држава се почитувани детските права. И како паралела со посетата на центарот за децата на улица во Шуторизари и кампањата која што спроведувавме во средните основните училишта во град Скопје, успеавме да извлечеме многу различни информации. Понатаму би ги нагласила и поголемата активност на социјалните медиуми, каде што ние како волонтери имаме можност да го представиме нашиот дух и нашите интереси со тоа што кој се понаоѓа во дигитално пишување, цртање или пак во поезија или било што, имаме можност ние себе си да се представиме и нашата љубов кон Ало Бушевко и кон неговите активности. Исто така беа спроведени повеќе работилници за менталното здравје, медиумска писменост за активизам преку социјалните медиуми, работилници за насилството врз децата по време на туризмот и во многу други области. И благодарна сум што имав можност да учествувам во сите овие работилници. Разбирам колку волонтирањето има од помош на самите граѓански организации. Знам дека ние на Меѓаши сме имали голема помош поради тоа што секогаш сме достапни, но го ценам тоа што Меѓаши знае да го препознае нашиот труд и затоа ми создава желба и понатаму да придонесувам и да работиме, мислам да бидеме дел од оваа организација. И затоа би сакала да ги поттикнам сите други млади кои што мислите дека имате еден час, дури помалку слободно време во денот, да се вклучите, поради тоа што
и покрај чувството на топлина што ги имате во срцето дека сте направиле нешто неизмерно добро за нашето општество, ги имате и сите бенефити и користи на запознавање на нови карактери, стекнување на комуникацијски вештини, што јас многу имам забележано кај себе во овие 2 години, затоа сум благодарна и стварно сум среќна што сум дел од волонтерскиот тим. Јас сум Валентина Крстева, обичен граѓанин, благодарам Јана на обавата презентација и се оно што не го кажа. Наистина сум среќна што постојат вакви луѓе. Зборувам од моје лично искуство, зборувам како граѓанин на оваа држава. Бидејќи имавме една ситуација пред една недела, каде што се обидов да се јавам на неколку телефони во нашите социјални служби, Министерството за социјала и труд и да пријавам притачење, односно малтретирање на бебе на улица, на семафори. Тоа беше бебе, значи од 6 месеци и уште едно од година или 2. Верувајте, не најдов на никаков одговор, односно останаа ниту еден телефон кој звонеше не добив одговор. Единствени беа медици. Јас се извинувам, но темава е... Сослушнав се господјата Гордана, каде што ми даде број од интервентен тим. Ние сме имали интервентен тим во држава за тие деца, нели? Се прашувам кој го дава правото на тие луѓе да одлучуваат за нечи мал живот. Уште едно прашање поставува. Имаме избори. Каде ни се председателите? Каде ни се седичните професори, еминентни, докажани личности, каде што ќе кажат, односно јас не сум ги слушнала, еве вие, седма сила, кажете ми, дали сте ги слушнали нашите председатели, да кажат каде е иднината на нашата држава? Каде е иднината? Нашите деца се иднината, нели? А кој се грижи за нашите деца? Меѓу ситанение, не знам кај ќе ни биде крајот. Значи, имаме нула одговор од институциите, имаме нула акција од било кој, а најмалку од оние што се најзасегнати, од оние што утре треба да им го дадеме гласот и да ја дадеме државата да ја водат. Навистина, значи, како граѓани, сум страшно разочарана. Да, рековте, имавте 10 пријави за 2 месеци за самоубиство. Да, знаете зашто? Затоа што ако тргнам јас како граѓани и ја видам безнадежноста во делот на било каква помош, било каква... Значи, ние не можеме да добиеме одговор од институциите. Нас не игнорираат. Значи, сите институции, не зборам јас, во еден момент се најдов да приемам таква работа, да најдам на тишина, а да не правам моја за другите институции. Но овој момент и овој дел е многу битен за нашето општество. Ако сакаме да обстоиме како држава, ако сакаме да обстоиме како здрав народ и како народ со кој ќе се грижи за својата иднина и за својот идентитет, националност и се понатака да не набројувам, ние треба да тргнеме од едно основно нешто, а тоа се нашите деца. Ако ние нашите деца ги гледаме на улица, не е битно дали е тоа наше дете. Сите имаме ние деца, имаме внуци, имаме бебиња, сме чувале, знаеме како изгледа тоа. Дали, морам да ви поставам едно прашање, дали добивавте пријави од овој тип дека некој носи бебиња на улица и дека имате повеќе пријави? Дали свестата на нашите граѓани на многу повисоко ниво или не е? На какво ниво е? Не знам, еве јас се прашувам, вие подобро знаете. Имало и друг пат, сме правили истражување и посебна стратегија за децата на улица. Да, но троица луѓе не можат. Да, велат една птица ја прави пролета, но потоа се собираат јато па ја прават пролета. Ајде да се собереме јато па да направиме пролета во оваа наша држава. Ајде да пробаме да ги разбудиме. Вие сте тие кои сте најмутни во целава ситуација, во целава безнадежност и да дојдеме во ситуација да кажеме дека не се јавија за 2 месеца 10 деца кои сакаат да се самоубијат. Мислам, страшна работа. Кај се наоѓаме?
Тоа е, ви благодарам на вниманието, тоа е моето излагање и благодарам уште еднаш. Имаме прашање од новинари. Дали ви с разговорите открите зашто се доведе до таква состојба тие лица кои што се јавиле да пријават такви мисли, со такви мисли се соочуваат, дали е тоа поради, не знам, игнорански однос, немање време од страна на родителите, немање слух од страна на наставниците, преголемото влијание на социјални мрежи, нешто прилика, дали можете да добиете како заклучок? Не знам нешто. Ева сигурно. Не, дојде најдобро. Како ќе не биде Не би можела да кажам дека за да се доведе некој да има самоубиствени мисли, има една причина ради тоа. Тоа е микс од најразлични причини, почнувајќи од неподршка во дома, неподршка во училиштето, можеби некоја меѓуврсничка интеракција. Мислам, најразлични причини беа великова микс мешавина од сите овие работи. Ние во овој годишен извештај веќе не знам колку години, јас 3 години сум во детската амбасада, меѓаше 3 години истите причини ги имаме најзастапени за дојави. Тоа се ментална здравје, повреда, односно сите видови на насилство и пристапност, и семејни однос. Така да, како мој одговор би рекла дека ова е една мешавина од сите активности кои што ми се случуваат. Сите овие тука, мислам, 307 дојави и 380 деца, само да ги броиме се многу. И децата се навистина жива материја и ние треба да ги гледаме не само како бројка. И општо како граѓани, не мора како организација или како институција. Мислам, секој од нас би требало по дефолт да биде емпатичен и да им пружи подршка, да ги поздрави децата, да прашаат како се. Многу голем број од нас забораваме да си се прашаме меѓусебно како сме. А верувајте, на некој начин би рекла тоа е магичен збор како си, или магични зборови, затоа што од како си може да излезе цела низа на одговори. Ова е добра поента на Клементина. Јас само малку ќе се надоврзам околу комуникацијата родител-дете, стручни служби, воспитно образовен кадр. Ќе ве потсетам на неколку наши кампањи што ги имавме порано, кои има голем одзив во граѓанството. Тоа е дали денес го гуштавте вашето дете, дали денес разговарате со вашето дете, и дали денеска му кажате на вашето дете колку го сакате. Мислам, и благодарам која што ме потсети, колку е битно да се разговара со децата, макар обичен разговор не се знае што ќе се изроди понатаму, со какви се тешкоти се среќаваат децата. И за жал многу и од родителите забораваат кога ќе влезат во домот да се исклучат од работата, да се вклучат дома. Дори јас многу често кога сум говорел околу комуникацијата родител-дете, дете-родител, сум кажал и се уште мислам дека дури децата ако забележат дека родителите се одсутни, физички се присутни, а психички се одсутни. А детето да ја преземе иницијативата го праша родителот како си, како помина на работа, па ќе му биде срам на родителот да не го праша како детето поминало во училиште или во градинка или на улица било каде. Така да тој моментум е многу битен, да се има релација и комуникација родител-дете. А исто така и стручните служби и центрите за социјална работа се многу клучни да откријат децата кои имаат одредени семејни нарушени односи и несоодветно однесување да дојават во воспитно-образовниот кадар, за да се превенира да не се случат суицидни идеи, мисли и самоубиство. Така да е комплексен проблемот и мислам дека многу треба заеднички да работиме на ова прашање, за да исто така би се надоврзал малку и на Јорданка даде еден, Јоци даде еден убав осврт околу тоа колку на децата им е потребен сигурен простор за да се изразат себе си. Вие знаете дека школскиот систем е образовен, многу малку воспитен и дека многу малку се посветува внимание на детектирање на одредени состојби
Ако се прошири воспитниот момент, се губи наводно од образованието на децата, училиштето им е дом, втор дом. И многу често се случува да училиштето е тој коректор кој може да забележи и да измени нешто што се случува дефект во семејството. Клементина рече дека семејните нарушени односи или проблеми во семејството се застапени. Вие можете да замислите да со години дете во нарушени семејни односи доаѓа во училиште со одредени трауми и никој тоа не го детектира и забележува. Што се случува со тоа дете? Кој ќе го слуша? Со кого ќе разговара? Каде ќе се пожали? Му треба сигурен простор, сигурен соговорник. Дали тоа соученик, дали тоа наставник, воспитувач. Има многу рол модели каде што наставниците биле клучни во животот на детето и во неговиот кариерен развој. Така да образованието и односно училиштето е многу важен дел од животот на детето. Јас кажам во мојот говор дека 6 до 8 часа се децата во училиште. Тоа се 200 дена во годината. Ако тука не се откријат одредени девијации, однесување од детето, веќе ние го имаме детето изгубено. Родителот не исполнил доволно родителската одговорност, не секој родител има капацитет да препознае однесување несоодветни на децата или пак продуцира одредени проблематични однесувања што детето ги восприема и ги пренесува во училиште. Во училиште нема коректор и детето едноставно оставено на улица. Само на себе. И не секој дете е резилиентно, жилаво и отпорно да може да се справи со одредени потешкоти во животот. Најчесто, за жал, посочивме по не знам кој пат, алармантно е за 2 месеци, мислам дека е септември и октомври, 10 дојави. И ние бевме збунети, че да не видиме што ќе правиме. Имаше едно истражување од страна на ОМНИЦ, ако не се лажам, со Народниот правобранител, каде што детектира кои телефони се достапни. Само Ало Бушавка е достапен 24/7. Можете ли да замислите вие една граѓанска организација која работи 31 година, односно веќе сме на прагот на 32, а Ало Бушавка 30 години, ниту еден денар нема од државата за Ало Бушавка. А Ало Бушавка е рекрутен центар на млади ентузијасти, волонтери, кои несебично го вложуваат својот живот, би рекол, учат, даваат се од себе, но со вакви сериозни проблеми, самоубиствени мисли, мора државата да се справи. Ако после оваа пресконференција државата ништо не преземе, за секој нареден одземен детски живот, државата треба да преземе одговорност. Сакам да се навратам на вашето прашање и да го потенцирам она што Клеја го кажа. Никогаш не е една причина. И многу е погрешно да се известува и да се фокусираме само на една. Никогаш не е една. Тоа се сплет на повеќе причини, затоа што кога јас се чувствувам немочно во едно поле, тоа се прелеви во друго и во трето и многу често е поврзано со депресија. Многу често. Депресијата прави, како што реков, да ми се измести гледањето на светот. Влијае врз нашата моќ на расудување. Така што, кога се известува, дури Светска здравствена организација има напишано посебно упатство како да се известува за случај на самоубиство. Има препорака дека не треба да се употребуваат термини од типот на изврши самоубиство, неуспешно самоубиство, успешно самоубиство, затоа што имаат негативно значење. Чисто, само самоубиство или суицидалност или суицид. Да не се сензационализира. Секогаш е комплексен проблем и секогаш треба комплексно да се пристапува. Нити само училиштето, нити само родителите, нити само, например, на исто Светска здравствена, на глобално ниво, самоубиството е 4ти поред фактор, причина за смрт на млади луѓе од 15 до 29 години. 4та поред причина за смрт. Не секогаш можеме да ги забележиме. Па ако сме родител, колку сме поблиско поврзани со детето кој што може да ги има знаците, толку ни е потешко да ги препознаеме, оти тешко ни пали, оти